Руралната коалиција во соработка со Правниот факултет од Кичево одржа обука со студентите на овој факултет за влијанието на медиумите врз младите. Лилјана Јоновска од Руралната коалиција рече дека овој проект се спроведува по долг временски период и има за цел да го зголеми вниманието на младите за вистинските информации од медиумите. Исто така рече дека во овој период е спроведено истражување што покажа дека младите не го контролираат изворот на информации и дека има разлика од минатото каде најмногу се информираат. Ако порано информациите се добива од традиционалните медиуми, сега се информираат од социјалните мрежи, рече Лилјана Јоновска од Руралната коалиција. Главната цел на проектот медиумите и младите визави родово сензитивните информации, тоа е називот на проектот, е да се зајакне медиумската писменост кај младите од една страна, меѓутоа исто така и кај локалните новинари од друга страна. Сега, бидејќи овој е еден поширок и посеопфатен процес и истиот ние сами како организација не сакавме да го спроведеме, туку да вклучиме колку што е можно поголема група на граѓани, се одлучивме да ваквиот проект го сработиме заедно со Правниот факултет од Кичево, кој што ни излегува во пресред на нашата понуда за соработка и да она што ќе го сработиме во проектот имаме можност да им го пласираме исто така, меѓу другото и на студентите, како една млада генерација и како една идна генерација која што треба да ги носи промените како во медиумскиот простор, така и во општественото живење. Во изминатиот период направивме едно опсежно истражување каде што имавме над 150 испитаници кои што говореа за своите ставови во однос на медиумите, во однос на дезинформациите, дали препознаваат родово сензитивни информации, слободата на говорот, говорот на омраза и така натака. Од тоа истражување произлегоа одредени податоци кои што говорат дека младите не го проверуваат изворот на информацијата кои што ги добиваат, дека имаме промена во делот на медиумите од кои што ги добиваат информациите, ако тоа порано беа традиционалните медиуми, нели телевизиите, радијата, сега веќе главниот простор на информирање се социјалните медиуми и тука постои тој ризик заради непроверката на информациите да често пати се соочат и со лажни вести и со дезинформации. Исто така, повеќе од половината од испитаниците не ги препознаваат родово сензитивните информации, а додека пак кај локалните новинари беше истакнато дека и понатаму постои потреба од заегнување на капацитетите, не само кај младите, туку и кај новинарите за говорење и пишување на теми кои што се поврзани со родовата еднаквост и со еднаквите можности. Во таа насока, заради јакнење на капацитетите и кај младите, и кај локалните новинари, и кај населението, успеавме денес да ја реализираме оваа работилница или обука, заедно со искусна пред се професорка и поранешна новинарка, за да може да го споиме знаењето од една страна со практичното искуство од друга страна и на таков начин на студентите да им дадеме една вистинска целосна слика или сеопфатна слика која што ќе говори за состојбата со медиумите и со новинарите кај нас и од едната и од другата страна. И ние како приматели на информации, меѓутоа и тие кои што се како даватели на информации. Додека деканката на Правниот факултет од Кичево Светлана Велјановска детално зборуваше за важноста и улогата на медиумите во информирањето на јавноста, како и за слободното изразување и креирањето на јавното мислење. Што се однесуваше на информирање на младите луѓе за тоа што представуваат медиумите, на кој начин тие се однесуваат кон јавноста, начинот на кој што јавноста ги перцепира, односно ги прима информациите од медиумите и оној дел кој што се нарекува законодавство, бидејќи сепак ние како Правен факултет обрнуваме големо внимание и на почитување на законските норми во делот нормално на медиумите во нашата држава. Оно што јас сакав и верувам дека успеав да го презентирам пред нашите студенти е дека медиумскиот простор генерално, зборувам во светски рамки, но и во нашата држава, е поделен на два сектори. Првиот е јавниот радиодифузен сервис и вториот дел се приватните медиуми. Меѓутоа, без разлика дали станува збор за јавни медиуми или станува збор за приватни комерцијални медиуми, и едните и другите мора да ја почитуваат сопствената улога дека
тие се оние кои што и ги сервираат и ги презентираат информациите на јавноста. Значи, без разлика дали станува збор за комерцијални или станува збор за јавни медиуми, и едните и другите имаат подеднаква улога во општеството во делот на креирање на јавното мислење, и токму таа нивна улога е суштествена од аспект на презентирање или пристап кон презентирање на информациите. Значи, вистинитоста, точноста, прецизноста, сеопфатноста на информациите или оној принцип што во новинарството се вика со слушаја секогаш и втората страна, мора секогаш да биде аспект од кој што ќе тргнат медиумите. Значи, мора секогаш медиумот да се грижи да ја презентира улогата од аспект на јавност во општеството. Значи, не смеат да се занемарат тие моменти. Дел од студентите кои учествуваа на оваа обука го изразија своето задоволство од оваа работилница, бидејќи рекоа дека научиле важни работи за добивање информации, а побара и изголемување на процентот на вклученост на жените во уредувачките политики на медиумите во земјава. Ние денес кod обуката научивме дека медиумите треба да имат потполно право на изразување, дека никој не треба никогаш да е забранет, сите да си имаме свој право на мислење, како кредибилитет, интегритет и слободна волја на граѓаните да одберат еден медиум на кој ќе му веруваат. Да кажеме дали е вистина или не е вистина, како ние го согледуваме тоа, како ние согледуваме за медиумите. Мислам дека треба да ние како жени да имаме повеќе пристап до медиумите и да имаме повеќе пристап до вработување на повеќе жени.